Само 2 од вкупно 11 општини што се дел од источниот плански регион ги имаат платено своите обврски кон Центарот за развој на регионот. Доколку останатите навреме не ги покријат долговите што ги имаат, тоа може негативно да се одрази при обезбедувањето финансиски грантови за проектите што ги планираат за наредниот период. Карактеристично е дека обврските ги платиле руралните општини, кои имаат и пониски приходи на буџетските сметки. Единствени општини кои што го имат измирено долгот за 2017 година се најмалите општини, тоа е општина Зрновци и општина Чешиново Облешево. Општина Кочани исто така го има измирено долгот заклучно со третиот квартал, останува уште последниот квартал да се измири, и општина Штип има измирено дел од долгот за првото полугодие од 2017 година. Општина Виница исто така за првото полугодие, а додека останатите општини воопшто го немаат измирено долгот спрема Центарот за развој на источниот плански регион. Здравева вели дека Центарот за развој на источниот плански регион може само да доставува ургенции до општините да си ги платат обврските. Со оглед што договорот за финансирање на нивните проекти тие го потпишале со Министерството за локална самоуправа. Сегашните непокриени долгови можат сериозно да го загрозат работењето на Центарот и неговата финансиска стабилност, со оглед што општините Берово, Македонска Каменица, Пехчево и Делчево имаат неплатени обврски и од 2016 година, па и порано. Општина која што веќе со години не ги измирува врските спрема Центарот и нормално се ствараше и реакција зошто да не се аплицираат проекти за општина Делчево, е токму општина Делчево, која што должи од 2013 година за второто полугодие и 14, 15, 16 и 17 нема платено ниту денар, значи тоа е веќе некој си долг од околу 800.000 денари. Кога дојде редот за кофинансирање од страна на општините, овде веќе наидуваме на проблем. Најголем проблем во моментот е општина Пробиштип. Тоа е проектот кој што го реализиравме со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Инфраструктурен проект, го изградивме мостот на Бунеш, меѓутоа за жал кофинансирањето од околу 1.670.000 денари, веќе втора година општина Пробиштип го нема платено. Новите градоначалници на Делчево и Пробиштип ветиле дека постепено ќе отплаќаат дел од обврските за да можат и овие две општини рамноправно да се вклучат во аплицирање за поддршка на проекти од инфраструктурата. Инаку вкупните долгови на сите општини кон Центарот за развој во моментот изнесуваат околу 5 милиони денари.